Домаќине во секоја куќа, а преку целата година го јадат и богати и сиромашни. Која е тајната на гравот, овој магичен производ, присутен и славен на сите континенти стотици години низ историјата и традициите? Гравче наше, задолжително еднаш во неделата и тоа најчесто петок. Трпезите се резервирани за гравот, највкусниот ручек кој сам се готви. Чини ефтино, може да се јаде и наредниот ден, а одличен е и за здравието. Но, во што е тајната на гравот? Сите го сакаат затоа што е народно јадење. Најлесно се вари, најмалку работа околу него има, дури се работи. Спремиш го и ставиш на и готово, и најефтини. Грао е точно дека хранлив има една друга функција да ти прочисти организмот на толку. Зошто го сакаат сите грао? Па не знам, традиционално македонско јадење. Многу пее. Многу е пеач. Име оти. Улеснува душата. Но достапен народ го користи секој, па и користен и за организмот, за се користен грав. Па не само без месо се готви и се јаде така. Граи и за тоа највише го сакат. Како и секој производ, граф има повеќе видови и вкусовите се различни, но кај нас најпопуларни се следниве сорти. Најповеќе го бараат бубрегот, малиот графче, средниот граф, ствари викаме го тај 120 динара, тај се троши. Плиткарол, поголемиот графче, тавче графче, тај е 140. Има малиот граф, најмалиот цацара, тај е 110 динара. Највише троши бубрего, 120 динара. Иако домакинките претежно со гравот се вешти, сепак не на сите од рака им поаѓа да направат добар граф. Што треба за тој да биде највкусниот? Прво се го вариш, ставиш малку кромиче, нешто таму, па и суво месо. И толку што треба за мала запршка. Вода, кромиче и там го да се варе. Дали практикувате повеќе зачини да ставате или пак? Зачини не ставам. Не јадаме зачини. Сепак, некои тврдат дека гравот гарантирано е добар доколку се подготви на следниот начин. Највеќе го бендисуваат со пушена сланина. Со тоа? Да. Мутавче гравче. Тоа обично. Нема ништо на Ништо нема. Тоа ниту месо, ниту... ништо, само црвен пипер и зајтинче и грау. Колку и гравот дома да е добар, сите што паметат подолго знаат за славата на војничкиот граф. Го има во војската и на ниту едно друго место. Дали се сеќаваш на вкусот на војничкиот граф? Па не знам кога да кажем, било неповторлив. Ја да ти кажем, од тие 15 месеца, неделно само еден ден јадевме друго едење освен граф. Инаку, гравот потекнува од Јужна Америка, а во Европа е познат од 16 век. Во светот се одгледува на околу 230 милиони хектари. Најголем производител е Мјанмар, со 5,2 милиони тони годишно производство. Во Македонија застапен е на 4,5 до 5.000 хектари во чист посев и на 8.000 до 9.000 хектари во здружен посев, а најпознати се тетовскиот граф, гравот од Виничко, Кочанско и други места. Во меѓувреме, еве ги и цените на останатите најбарани производи на денешниот петечен пазар во Штип. Зелка 20 до 25 денари за килограм, прас 200 денари за сноп од 30 парчиња, моркови 40, крставици 50, јаболка 40, мандарина 60, портокал 70, карфиол 70 и граф од 120 до 140 денари за килограм.